Самоизолација. Ако сте како мене, ако сте активист, ако имате преполни распореди, ако имате планови за следниве месец дена и 3 месеци и година дена, ако имате планови за следниве 3 години, ако едва чекате и ако го сакате тоа што го работите, а јас искрено го обожавам тоа што го работам. Јас сум инаку Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солград. Јас го сакам тоа што го работам. Јас сакам да бидам со луѓе, сакам да се посветам на нешта за кои што верувам дека прават разлика во животите на луѓето. И одеднаш слушам збор самоизолација. Одеднаш имам едно чувство дека некој ми закачил ланец на вратот со кугла и дека нема да ме пушти. Одеднаш чувствувам дека сум во затвор, како што ќе каже еден мој пријател, во еден хуман затвор. Дома сум и тука не можам да направам еден куп од нештата кои што ги правам. И не зборам само за работа да ги правам, зборувам за еден редовен ритм, да се видам со моите другари, да излезам малку на спорт, значи каков иде спортот, самоизолација. И покрај тоа што сум пастор на црква, покрај тоа што сум дел од христијанската традиција, која што вери дека човек треба да се осами, дека човек треба да си земе, да си направи место во својот живот, за да поразговара со себе си, за да поразговара со Бога, ми падна исклучително тешко. И сакам ова што сега го зборувам да биде предизвик, да биде охрабрување, да биде инспирација. И за мене кој што го зборувам, и за тебе кој што слушаш, самоизолацијата да ја претвориме во нешто кој што ќе биде квалитетно, во нешто кој што ќе има потенцијал да не воведе во една следна фаза на нашите животи. Иначе, луѓе често пати знаат да ми кажат, добро, лесно ти е на тебе, ти си пастор или свештено лице, тоа највише го сакам, свештено лице. Ти се молиш по цели денови, ти читаш Библија по цели денови, ти читаш книги по цели денови, се подготвуваш за оно што ќе го зборуваш, ќе го проповедаш во недела. Јас често пати си викам, леле колку би сакал да е така, и тоа секако е дел од мојата работа, ама јас живеам живот како што било кој од вас живее. Значи станувам сабајле у понеделник, се прашувам што треба да направам следната недела, што треба да направам тој ден и следната недела и кои рокови треба да ги запазам и керка ми во училиште што има обврски, дома има што имаме со сопругата заедно обврски. Значи обврски, рокови, проекти, ова треба да се заврши, ова треба да се финализира, ова треба да се достави, овој Skype треба да го имам или овој Zoom треба да го имам, нови имейл, на овие 10 имејла, на овие 100 имејла треба да одговорам, значи еден ритам кој што цело време ме гази мене. И всушност верували ли не, значи за мене како пастор на црква и те како е предизвик да најдам време за квалитетна молитва, време за квалитетна интеракција со Светото писмо, да најдам време за интеракција со Бога, со самиот себе си, па дури ќе кажам и со другите луѓе. Животот е брз, не знам, спомнав деца и работа и треба да се направи ова и треба да се постигне повеќе, треба да се отиде подалеку и имам чувство дека сме сите ние во една мелница, на една трака по која што трчаме и дека додека трчаме на таа трака пулсот ни се качува, адреналинот рипа, ама многу често, кажам и од моје лично искуство, многу често си викам, добро, каде одам, значи каде одам јас лично или моето семејство или каде одиме како црква, затоа што деновите и неделите и месеците ми се како шаржери, значи се сеќам, се будам, работам, легнувам толку. Неделата, сега понеделник, веќе сабота вечер треба да проповедам, завршено. Верувам дека ти имаш во твоето подрачје, значи што и да правиш. Ако си студент си викаш, леле кога заврши разпустов, еве ги пак колоквиумите, еве ги пак испитите. Значи цело време, дури еве кога зборувам за ова нешто, ми се враќа едно стрес на тој редовен живот, редовен ритам. Да се заврши, да се постигне повеќе, да се направи нешто повеќе, да се заврши уште барем една работа. И тука не можам искрено во овие неколку дена кога ми кажа владата и кога ни кажа здравствените работници самоизолација, јас си реков, леле, се надам дека ќе трае кратко. Значи, прво, мислам дека и Европа, оваа забрзана Европа, па дури ние како Македонија забрзани дека, еве, мораме и ние да бидеме дел од таквата култура, дека немаме време, дека многу е модерно денеска да немаш време, немам време за ова, немам време за овој, немам време за ништо. Толку сме презафатени, мислам дека ние дури и ја помешавме нашата зафатеност со правење на нешто значајно. Значи ние си мислиме дека што сме позафатени, дека тоа значи веројатно леле колку поише сме направиле во животот, а тоа воопшто не мора да биде така. И мислам дека овие денови нас
всушност не демантираат и ни покажуваат страни на животот и аспекти на животот за кои што ние во нашето редовно брзање апсолутно не сме можеле да ни да помислим. Не можам да не се согласам, апсолутно не можам да не се согласам со големиот психолог Карл Густав Јунг, кој што вели вака: брзањето не е од ѓаволот, брзањето е самиот ѓавол. Брзањето не е од ѓаволот, че не е нешто што ни го дава ѓавол, него самиот ѓавол. Зошто? Зошто кога јас и ти брзаме, кога сме ние дел од една култура на брзање, кога ние секојдневно си викаме и ова мора да се заврши, ова и рокови цели исходи, анализи, значи на било кој приватен план, семеен план, на работен план, тоаш ние апсолутно немаме време да застанеме и да поразговараме со себе си и ќе кажам да поразговараме со Бога. И оно што сите не задеси во таа самоизолација, неспремни и дури не сакавме да можеби и да прифатиме дека ќе дојде вакво време, си викаме ај тоа е во Кина далеко, ај тоа е можеби малце поблиску, ај Италија, почна жртвите во Италија и свативме со ова нешто нема играње. Значи самоизолација е нешто што буквално како да кажам, од кој што нема бегање. И таа самоизолација мене барем на почетокот ми беше како некој продолжен викенд. Си викам, ќе се видам со женами и со керками, ќе се дружиме и ќе си готвиме заедно и ќе гледаме нешто на Netflix и ќе гледаме пак нешто на Netflix и ќе гледаме пак нешто на Netflix и социјални мрежи и тука е Facebook и Twitter, јас сум на Twitter и ги сакам на македонските твитерџи една за мене многу драго другарство, како да го наречам. Одеднаш сватив колку сум неспремен за ова нешто. Колку воопшто немам, како да кажам, иако сум дел од христијанска традиција по кој што треба да практикувам самотност, треба ова нешто да ми биде, како да кажам, познат контекст, значи сватив дека не ми е толку познат. Дека иако сум го практикувал паушално, сум го практикувал време на време, сум го практикувал искрено во периоди кога сум бил исцрпен. Во периоди кога сум бил прегорен, значи оно што се нарекува burnout, значи тотално прегорен и тогаш сега ќе посветам 3-4 дена, во тие 3-4 дена многу често не сум знаел кај сум, зашто што ми требал физички одмор, ниту сум можел да се молам, ниту сум можел да имам интеракција со Библијата, со Светото писмо, ниту сум можел нешто да имам интеракција со моите или каде да сум бил. Тоа биле буквално, како да кажам, тоа била гума за спасување, тоа воопшто не донело некој нов квалитет на мојот живот. Ми дало, речиси, нова енергија за многу силно темпо за нови нешта. И од Netflix и од, не знам, они клипчиња или што и да правиме, што и да разменуваме, дојде момент и сакам себе си да се потсетам, сакам тебе да ти кажам, кој што ме гледаш мене денеска дома, како го зборувам ова од мојата самоизолација. Дома сум и ова го зборувам од ово искуство, од мојата молитва и од интеракцијата со Бога во овие неколку дена, од интеракцијата со Светото писмо. А тоа е дека верувам дека ова е уникатна можност за мене и за тебе. Јас и ти да направиме работи и да се поврземе со Бог и со самите себе и со нашите најблиски, тоа е нашето семејство. Како што можеби не сме го направиле тоа многу време. Како што тоа не сме можеле да го направиме заради тоа брзање и заради тие проекти, заради сите оние нешта за кои што ние сме сметале дека се клучни и суштински, се додека реално не разбравме дека секој може да биде заразен од вирус и дека секој може да има опасност на таквиот живот, особено членови на наше семејство кои што се повозрасни. И одеднаш сите ние планови за каде овој викенд и каде вечер и каде за не знам за одмор или каде, одеднашка знаеме дека тоа не се прави во ова време. И верувам дека Божјиот предизвик, значи верувам дека Божјиот предизвик за мене барем, и јас само го споделувам како предизвик и за тебе, е всушност тоа. Самоизолацијата да ја претвориме во она што христијанската традицијата на дисциплини, на отварање на контексти за Божјо делување го нарекува самотност, да ја претвориме самоизолацијата во самотност. Што е самотност? Самотност е еден клучен контекст во кој што дури и самиот Исус Христос, кога беше на оваа земја, запишано во сите евангелија, имаше време во кое што беше активен, имаше време во кое што правеше нешта, во кое што зборуваше на луѓето, исцелуваше луѓе, ги предизвикуваше оние кои што правеа неправда,
И имаше време, дури речи си за нас нејасно, за оние кои што работат настани, ги речат ова е пропаст за настанот, ќе се соберат многу луѓе и Исус ќе зборува и ќе се моли за нив и ќе ги исцелува, ќе има време и за интеракција еден на еден и одеднаш го нема. Во текот на ноќта ќе се повлече на некое осамено место. За да проведе време со својот татко небесен, за да проведе време со Бог и за да проведе време сам со себе, да може да се моли. Многу често и ние кои што сме пастори, проповедници, свештени лица, често пати и така знаете да ме наречете свештено лице. Ние од нашите обврски, од администрација и од 300 други нешта немаме квалитетно време со Бог. И знаете што? Не дека ја не сум се молил претходно. Не дека јас сум почнал со молитва сега во теков на оваа самоизолација. Морам да ви кажам едно нешто. Од пред неколку дена самоизолацијата почна да станува самотност. А тоа значи дека молитвата добине еден нов квалитет, длабочина и нешта кои што едноставно во дневната молитва не може да излезат. Не може да излезат затоа што се многу подлабоки. Затоа што станува збор за нешта во мојот живот кои што се копнежи, визии, стравови. Сите тие нешта одеднашка почнуваат да излегуваат затоа што не се покриени со 1001 нешто кое што јас си мислам дека морам да го направам. Не, напротив, тоа сега се тргнато, сите мои изговори се тргнати на страна и јас сега имам можност. Имам време на претек, имам простор, фала му на Господ, тоа да го направам, да застанам пред Бога и не само да му кажам работи, и не само да му побарам, чуеме од корона, чуеме од ова, чуе ги луѓето, туку да почне еден глас од срцето да произлегува. И затоа верувам дека ова нешто е всушност дисциплина. Ова нешто е нешто што христијанската традиција го нарекува аскеза. Дисциплина која што може да има два корена. Еден начин да дојдеме во една ваква дисциплина на самотност, значи на изолација, е всушност самите да одлучиме. Тоа го направи Исус, пред да започне тој со неговата служба, се повлече во пустината. Сам. Целосно сам. И постеше. Без леб, без храна, 40 дена. Беше само на вода. И таму, во присуство Божија, се отвори за Бога, се отвори за своите мотиви, за своите вредности, за своите приоритети и тогаш му дојде ѓаволот, зашто таму е тлото на кој што нас ѓаволот најповеќе не удира. И оно што Исус го направи е всушност доброволно влезе во еден таков контекст. Јас и ти денес не сме доброволно, да не се лажеме. Оно што е предизвик за мене и за тебе е всушност овој контекст ние да го искористиме максимално. Само изолацијата, која што нас ни се со право наметна од страна на владата, на здравствените работници, ние да искористиме во самотност. Да од незе произлезе нешто квалитетно, нешто кое што јас верувам дека на лично ниво, мене и тебе, на семено ниво, на ниво на наша вера, ќе биде можеби во ова лудо и брзо време единствен начин да влеземе во една нова фаза. Ова исклучително можност се надам дека ни ја ни ти нема да прокоцкаме. Ова сакам да го кажам најсериозно. Коронава започна и како и се друго на оваа земја знам дека и ќе заврши. Не знам точно кога, не сум од тие експерти кои ќе ти кажат на 17 мај или на 15 јуни. Значи не знам кога ќе трае, ама знам дека ќе заврши. Ваква можност јас и ти повеќе нема да имаме. Можност да бидеме во изолација и таквата изолација да ја искористиме за контемплација, за промислување, за созерцање. Не го зборувам од некој си длабок, скриен, мисличен аспект, ова го зборувам само од аспект на тоа дека ова е отворен Божји повик за мене и за тебе, да поразговараме со него во молитва и повик кој што самите на себе треба да си го зададеме, самите да си го слушнеме гласот на своето срце, повик јас и ти да размислиме за неколку нешта. Прво нешто за нашите приоритети. Кои се нашите приоритети? Кои се моите, кои се твоите приоритети во едно вакво време? Кои се нашите приоритети во време во кој што ние имаме редовен ритам? Во работна недела почнува во понеделник, завршува во петок, кај мене и во недела се прелева, ама што ние работиме, на што е нашето време посветено? Кои се нашите реални приоритети? И знаете што, сакам една поговорка која што вели, ако сакаш да ги знаеш своите приоритети, погледни си го распоредот. На што со други зборови јас и ти трошиме време? Или ќе кажам поинаку, на што јас и ти губиме време?
И млатиме можеби празна слама и правиме нешта кои што се апсолутно небитни, кои што во моментот не даваат чувство дека се од исклучителна важност, дека ако ова не се случи дека светот ќе се распадне. И сега сме јас и ти 2 недели во самоизолација, која што се надеваме дека ќе премине во самотност, и одеднаш разбираме дека светот продолжи да постои. Продолжи да постои на поинаков начин. Не сме во тие задачи работни, не сме значи во тој тек кој што го имаме редовен, ама продолжи да постои. Рефлексија. Верувам дека Божиот повик за мене и за тебе е рефлексија на нашите приоритети. Дали сме ги испретумбале со текот на времето и што реално е страшта на мојот и на твојот живот. Кои се нашите најдлабоки копнежи? Кои се копнежите кои што останаа откако се спушти прашината на оние секојдневни задачи, на рокови, на проекти и на се друго? Што е тоа што моето и твоето срце длабоко разоткри во овие денови? Освен ако јас и ти повторно не ја покриеме таа наша длабока интимна потреба со некои нови работи, со милион филма, со милион активности на социјални мрежи, со бла 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 бла. Што е тоа што нашето срце ќе ни открие? И јас верувам дека ова ни е дадено како контекст, значи овој контекст ние го имаме, за да можеме да си проникнеме длабоко во срцата и за да видиме што е таму. Да видиме како Бог не створил и зашто не создал. И кој е неговиот план за нашиот живот. Кои се ние длабоки копнежи кои што не довеле до момент да го студираме тоа што го студираме, да го правиме тоа што го правиме, кои се тие визии за живот кои што не водеа и кои што можеби заради зафатеност, заради преполни распореди, заради еден куп обврски секој ден ние тотално сме ги заборавиле. Што е тоа? Значи број 1. Самоизолацијата ќе стане самотност. Кога ние ќе размислуваме трезвено за нашите приоритети. Второ нешто. Има нешта кои што можеби јас и ти сме си ги тргали на страни, сме си викале, ова ќе го правам кога ќе имам доволно време. Имав едно нешто на ум во мојот живот, кое што можеби ми е на ум во последниве 2-3 години. Сакав да напишем една книга на специфична тема. Не е темата теолошка, не е темата како да кажем, дури не станува збор ни за новела, станува збор за една моја стара љубов, за археологијата. И можеби 2-3-4 години си викам, треба да напишам, треба да почнам да пишам, треба да напишам. И никако да напишам. Затоа што секој ден од сабајле станувам и влегувам во таа машина и ме меле и доаѓа викенд и сега малце земам душа за да можам да зборувам во недела, треба да се видам со луѓе, со 1, со 5, со 15, со 20, со 50 луѓе, со 100 луѓе. Да не ме разберете погрешно, јас сакам луѓе, јас сум екстроверт, јас сум активист. Јас уживам кога нешто, кога сум вклучен во нешто кој што прави разлика. Ама од друга страна, знам дека има некои работи кои што исто така верувам дека Бог ми ги дал и дека треба да ги искористам и никако не наоѓа време. И сега пред неколку дена започнав. Првата глава е речиси готова. Затоа што ферментирала во мене 2-3-4 години. И јас сум убеден во едно нешто. Секој ден од вас имате нешто кој што сте сакале да го завршите. Кој што сте сакале, ако не да го завршите, мојот копнеж беше барем да го почнам. И еве го почнав. Кој е твојот проект? Кој е нешто, кој е твојот проект надвор од работа, значи кој е твој проект на срцето, кој е твојот вокацијски проект што ти можеш да го завршиш? Самоизолацијата ќе се претвори во самотност кога јас и ти ќе почнеме да работиме на нешто кој што е најдлабоко поврзано со тоа кој сме ние и најдлабоко поврзано со копнежите на нашите срца. За мене, кога ми се разбистри таа магла, кога слегна прашината, ми требаше 10 дена, тоа беше оваа книга која што сега во моментов ја пишувам. Се надевам здравје Боже да ве викнам на промоција. Кој е твојот проект? Значи нема да го изгубиш времето. Нема никогаш да имаш вакво време повторно. Се сакам да се потсетам секој ден. И си викам, ајде, нели, треба и ова, треба и ова. Повторно сум на состаноци, сега се зум состаноци и имели што иде, ама сакам да се потсетам едно нешто. Ова време во мојот и во твојот живот брзо ќе заврши. Искористи го, да го искористиме максимално. Од ова нешто, во самотноста, во таквиот од Бога даден контекст, заради надворешни околности, ние да можеме да излеземе со некои убави работи. Да излеземе со добри работи. Да излеземе со нешта кои што едноставно и очигледно не сме можеле да ги завршиме во изминатиот период. И трето нешто. Ова се однесува на секој еден од вас, кој што со години
во разговори со мене, во разговори со ваши пријатели кои што веруваат во Бог, кои што веруваат во Исус Христос, кои што се христијани, с ним викале: знаеш што, многу би сакала да започнам некако чекор два кон верата, ама немам време, немам време. Презафатена сум, немам време, презафатен сум. Ај нека помине овој месец, ај нека помине ова лето. И можеби длабоко во себе, ја верувам, че сум убеден дека кај многу луѓе, кај илјадници луѓе овде во Скопје и во Македонија, има таа желба. Затоа што само изолацијата, знаете што ни направи во услови на корона, не врати на ние суштински прашања. И по суштински прашања не подразбирам со кого ќе гледаме Евровизија и кај ќе идеме на одмор и што ќе правиме за нова година и што е сега, не знам, што е најновата работа која што морам да имам. Суштински прашања кои што од секогаш биле дел од човечките стремежи, всушност кој сум јас, има ли мојот живот цел, постои ли Бог, и ако постои, кој е тој Бог? Јас сакам да те повикам, зашто ќе заврши коронава, нема да имаш време за ова нешто. Тој копнеш, доколку го имаш. Ако го немаш овој копнеш, сосема вре, значи. Ама ако го имаш овој копнеш, да не губиш време и да се поврзаш со Бог. Тоа е мојот апел до тебе. За вас кој што си викаш верувам и се не знам баш дали верувам или верувам, ама не сум сигурен дека знам најточно во што верувам. Ова е идеален контекст. Во 4 зида, во самоизолација. Самоизолацијата ќе стане самоност кога јас и ти ќе почнеме да го бараме Бог во таа наша самоизолација. И ќе го бараме на два начина. Молитва. Сите оние нешта кои што се на твоето срце. Сите оние нешта кои што ти се длабоко, кои што се најсилни, ама затоа што се најсилни, се веројатно најтешки и се најдлабоко во твоето срце, покриени со овие секојдневни нешта и обврски. Обврските сега ги нема и верувам дека ако погледнеме во нашето срце, ако погледнеме во моето срце, тие неминуно стануваат и избиваат на површина. И Бог сака да те чуе. Бог сака да те чуе. И во тој контекст сакам да прочитам еден стих. Зборувавме кај нас во црква за проповедта на гората, една фантастична Исусова проповед која што е исклучително контракултурна и тогаш и денес. Исус вака вика. Ова е 7 глава на Евангелието според Матеј, 7 стих. Посакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што моли добива и кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. И сакам да ви кажам едно нешто. Сосема е легитимно и Бог ги слуша нашите молитви кога ние се молиме Бог да не чува од короната и од било какво зло кој што може да не најде на оваа земја. Ама јас сакам чекор два понатаму да отидеме. Да бидеме искрени. Да бидеме искрени и да му кажеме на Бога: Боже, доста време имам желба да ти се обратам, да ти прозборувам, да те замолам да ми се откриеш. Ама никако не го недов до сега. Те молам, откри ми се. Те молам, откри ми се. Те молам, влези во мојот живот, те молам, влези во моето срце. И да му ги кажеш твоите и успеси и неуспеси во твојот живот, да поразговараш со твојот Создател. Да му кажеш тоа што те тишти и да му кажеш тоа што те радува. Зашто Бог чека јас и ти да му се обратиме. Ние сме негови деца. Бог не повикува да бидеме дел од неговата фамилија преку Исус Христос. И Бог сака јас и ти да му се обратиме. Молитвата, затоа е можеби едно од најфасцинантните нешта. Не бара услови. Можеш да бидеш дома, да бидеш во дневна, можеш да бидеш во спална, кај да си едноставно. Можеш да излезеш на балкон, ако барем таа малку природа, чист воздух ти инспирира, таму да му кажеш на Бога, да му кажеш: Боже, потребен си ми. И да му кажеш за твоите стравови. Во врска со короната пак ќе кажам: ама и твоите подлабоки копнежи. И да му кажеш: Боже, еве мојата рака, води ме. Да му кажеш: Боже, сакам да започнам живот со тебе. Затоа што Бог е одговорот на нашите животи. И Бог е одговорот на нашиот страх од смртта. Богот кој што се отелотвори во Исус Христос и чие што воскресение, станување од мртвите, ние ќе го славиме оваа година на 19 април. Поврзи се со Господ, кажи му го тоа што те тишти. Излега од твоето срце, немој да се запираш. И второ нешто кој што сакам да кажам е, кога Исус зборува: посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Бог ни го дал во Свето писмо денес. И Бог ни дал можност
ние да не создаваме никакво имагинарно зеништво со него, кој што искрено често пати кај нас се сведува на чисто суеверие. Што треба да се однесе у црква или како треба да се отиде или дали е тоа недела или кој иде, значи што иде, еден куп нешта кои што кога ги читаме ние биографиите на Исус, евангелијата, те се тотално минорни нешта. Оно што е суштински за мене и за тебе дека Бог сака да ни се открие на нас. И кога тој се открие во Исус Христос, тие што беа околу него, очевидците на неговиот живот, во овие 4 евангелија, во 4 биографии за Исус ни открија кој е тој. И ако сакаш да дознаеш кој е Бог, ако со години се прашуваш Боже кој си ти? Ако со години се прашуваш Боже како можам подобро да те запознам? Тоа се 4 евангелија. Тоа не се магиски книги, значи тоа не е нешто кое што ние го читаме за здравие, зарно зубо, тоа се биографии на Исус, тоа се сведоштво на оние кои што живееа со Исус. И Исус им кажа, токму на овие кои што го запишуваа, кога му кажа, покажи ни го Бог и готово, значи веќе не ни треба ништо повеќе, тој му каже следно, толку време сте со мене, за не разбрате дека јас сум Богот кој што е телотворен. И тоа што е запишено, не е фасцинантно само како историски податок, не е само фасцинантно како информација која што за нас дошла и ни кажа што правила првата црква. Ова се нешта кои што баш заради тоа што Исус Христос воскресна, умре, беше распнат на крстот и воскресна за нас и е жив денес. Тие имаат валидност и денес. И кога Исус им зборува на овие ученици, посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Кога Исус го зборува ова, тогаш на неговите ученици, затоа што е жив и затоа што стои позади овие ветувања кои што Бог ги дава, овие насоки кои што Бог ги дава преку Исус Христос и во целото Свето писмо се всушност насоки, се ветувања кои што се валени за мене за тебе денес. И јас знам едно нешто, дека овој стих, ако го земеш во твојот живот, запамти, Евангелие според Матеј, 7 глава, 7 и 8 стих. Посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зошто? Секој што моли добива и кој бара наоѓа и на оној кој што чука ќе му се отвори. Ова не е само запис затоа што го кажал Исус, тоа ова е отворено ветување за мене и за тебе денес. И ако сакаш да дознаеш кој е Бог, започни да ги читаш овие евангелија. Започни со првото евангелие во Новиот Завет, а тоа е евангелието според Матеј. Можеби малце ќе се збуниш, има тука еден родослов со имиња кои што се денеска чудни за мене и за тебе. Продолжи да читаш, не се обесхрабрувај, родословот ќе ти земе отприлика 1 минута, можеби ни толку, и понатаму продолжува со раѓањето на Исус Христос, со неговата служба, за да разбереш кој е Бог и што тој направил за мене и за тебе. И ако сакаш ова да го направиш, јас ја имам оваа Библија, ова е мојата Библија од која што читам дома, си имам една Библија дома, една Библија на работа, ама денес ти и не мора да имаш Библија во хартиена форма. Не мора да идеш во книжара, во каде и да е, во црква за да купиш Библија. Денес ние имаме нешто кое што Библијата ти ја дава на твојот мобилен телефон. И ако го отвориш твојот мобилен, а цело време си на мобилен телефон, има една апликација која што се вика YouVersion, значи на англиски, YouVersion.bible.com, да спелувам на македонски, bible.com, можеш да се регистрираш, да ја отвориш и да си читаш Библијата на твојот телефон. И знаеш што? Секој ден, ке заврши корона, ќе имаш ти време и за Facebook, и за Twitter, и за Insta, и за ова и го јадам, или ова сум, ваму сум на одмор, или под ова дрво сега сум баш у моментов, или еве го заоѓањето на свет. Ќе имаш тако време напретек. Оно што верувам дека еден куп луѓе го немат и можеби воопшто и не знаете дека е достапно, е токму оваа апликација. Апликација преку која што ти ќе можеш да се читаш Библија. И како што ти кажав, започни со Евангелието според Матеј. Ќе го најдеш. Нема што да ви држам јас како теолог на сите вас курсеви за тоа како оваа апликација. Тоа е многу едноставна апликација. YouVersion, пак ќе кажам bible.com или на македонски спелинг bible.com. Отвори, започни да читаш и пиши. Јас сум Никола Галевски, можеш да ме најдеш на Facebook, можеш да ме најдеш на Twitter како протестантски воџа со хендл @галевски. Можеш да пишеш на нашата црква, на нашата веб страна soulcraft.mk или пак на нашата Facebook страничка Евангелска црква Soulcraft на Facebook. Како и да ни пишеш, нас ќе ни биде драго да
се молиме со тебе, ако имаш молитвени потреби, да ни ги споделиш и ние ќе се молиме. Нашата црква секој ден се моли во 8 часот. И од друга страна, доколку имаш некои прашања во врска со Библијата или сакаш да се вклучиш во нашите дискусии, во така наречените мали групи, тоа се помали групи на луѓе во кои што ние проучуваме Библија, се молиме, се поддржуваме едни со други, се тоа ги правиме преку Zoom, ние сме потполно отворени. Верувам дека со ова што го кажав, значи ова не е за мене само еве го кажав недела денеска, па ајде сега ќе го зборуваме, значи ова верувам дека на вистина ќе отвори една врата за трансформација, на оваа самоизолација која што не ни е драга на никој, и дека овие нешта кои што ги набројав, ако размислуваме за приоритетите во нашиот живот, и ако ги преформулираме, ако размислиме што значи да се сака мојот ближен, што значи да се сакаат луѓето, и ако тоа не води, ние лесно ќе ги преформулираме приоритетите. Понатаму, ако се прашаме кој е тој проект кој што може би сме отргале, не знам, поеми или некој роман што сме сакале да го напишеме, или не знам, во мојот случај книга, и тоа, ете, пак ќе кажам, стручна книга, археологија, историја. Сега е времето. Ама клучното, и со тоа ќе завршам, значи клучното, верувајте ми клучното. Апелирам во ова лудо време, клучното нешто е да се свртиме кон Бога, да го бараме во молитва и да почнеме да го бараме читајќи го Новиот Завет, читајќи го Евангелијата. И тоа ќе биде водилка за нас. Тоа ќе биде момент во кој што јас и ти ќе можеме да исчекориме. Ако прв пат слушаш проповед, ова е проповед, кој кажам кај нас во црква, дојди на проповед, ова се проповеди, ова што сега го правам од дома, немам никој тука околу мене. Ако прв пат, ако си почетник, започни, најпред еден даунлоуд на мој телефон, земи оваа апликација YouVersion, bible.com, Евангелие според Матеј, лесно ќе го најдеш. Започни го. Ако имаш прашање, на располагање сме ти. И од друга страна, морам да завршам и со нас кои што сме христијани, кои што многу често, дури и за нас молитвата е терет, па викаме, леле да знаеш колку имам обврски во текот на денот, леле да знаеш колку ни е тешко во оваа недела и следнава, и колку е оваа година, и колку е животот веројатно тежок. Бог ни ги изби нас аргументите. Дека сме ние презафатени, дека ние не се молиме затоа што сме презафатени и немаме интеракција со Бог преку Светото писмо затоа што сме презафатени. Во моментов не сме презафатени. Во моментов дури кога работиме заради самата природа на нештата, ние работиме помалку часови. Па дури и вие дома кој што од дома кој што работите помалку часови работите. Имаме сигурен сум, убеден сум, добри 5-6 сата на ден. Во кој што ние пуштите си Netflix и гледај си филми и што и да сакаш преси во тој смисол, ама посвети барем еден час. Посвети еден час, продлабочи го твојот однос. Христијани си можеби, не знам, една година или пола година или 5-10 години, некој од вас ќе ми кажа, јас сум цел живот христијанин, јас сум цел живот христијанка од раѓање. Се е тоа фино и добро. Ама треба да си го поставиме прашањето, дали ова можеби контекстот во кој што јас ќе го продлабочам мојот однос со Бог. И дали можеби е сега моментот во кој што тоа што викам, па да се молам или па да имам интеракција со Бог преку Светото писмо, дали е ова буквално контекстот во кој што оваа самоизолација е контекстот кој што ќе стане самотност и во кој што јас ќе одвојам време, еден час на ден, можеш и повеќе, дај Боже и повеќе, во кој што ќе имам квалитетно време со Бог. Ја го излеам срцето, нема да читам Библија само ради реда, еве таа една глава, супер, фала ти Боже, и нема да сведам Библијата на некаков си магиски предмет или книга која што дава здравје, туку ќе почнам уште повеќе да размислам што Бог сака. Што Бог ми порачал преку овој текст и како можам да го применам во мојот живот. И не само тоа, туку како можам други луѓе кои што се околу мене, кои што можеби не знаат, како можеби другите луѓе можам да ги потикнам, да го најдат она што јас сум го пронашол, а реално сум го земал здраво за готово. Така да повикот е тој. Самоизолација да претвориме во самотност, не осаменост, самотност. А тоа значи живот со Бога, живот со ближниот, живот во кој што ќе можеме на Бога да му се отвориме, да се помолиме и да читаме Библија. Зашто само од таму ќе произлезе нашата надеж, само таму ќе произлезе нашата верба и ќе произлезе љубовта, верата, надежта и љубовта во ова лудо време
да кој што сите ние се молиме, да заврши што е можда подобро. Да искористиме оваа уникатна прилика. Да искористиме оваа уникатна прилика. Само изолацијата да претвориме во самотност. И оддалеченоста од Бога заради сите оние нешта кои што не оддалечуваат. Да ја претвориме во едно зближување, во близкост со Бог. Молитва. И во читање на Светото Писмо. Интеракција со Бог преку Светото Писмо. Ја се молам, Боже, секој еден од нас, да не го земе ова време, овој период здраво за готово, да не биде уште едно време за кој што ние едва чекаме да заврши, туку среде ова зло кое што сигурно не е од Тебе. Ние да застанеме и колку што е до нас да го искористиме максимално. За да се зближиме со Тебе, Господи. Да ги трнеме сите оние нешта, да дозволиме правта да се силне и да можеме, Господи, да ги наредиме приоритетите според вистинските вредности Боже, според Твоите вредности Боже. Да можеме да, барем ако ништо повеќе да започнеме нешто кое што си ни го ставил во нашите животи и си ни го направил копнеш во нашите срца, да можеме барем да го започнеме во ова време и да можеме, Боже, да се приближиме, затоа што Ти ни ветуваш дека кога ние се приближуваме до Тебе, Ти се приближуваш до нас. Јас те молам, Господе, да чуваш Македонија, да го чуваш секој еден човек тука, да го чуваш регионот, Господе. Молам, Господе, благослов за сите околни земји, молам благослов за Европа и за светот и молиме, чувај не и помогни ни, Господе, од ова големо зло, да извлечеме нешто што е добро во поширока смисла. Во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух. Јас ти благодарам.